Dobro večer, Gostivar. Dobro večer, dragi Gostivarčani. Dobro večer, ВМРО ДПМН. Dobro večer za koalicijata za Podobra Македонија. Драги Gostivarčani, драги пријатели, вечерва сме собрани во подршка на кандидатот за градоначалник на општина Гостивар, Дафина Стојановска, и во подршка на кандидатите на советничката листа на ВМРО ДПМН и коалицијата за Подобра Македонија. Драги пријатели, она што се случи во Македонија, сите го знаете, да не се навраќаме многу на тоа, се ни е јасно, но потоа следеше еден период во кој што и на тие што не им беше јасно, им стана јасно. Им стана јасно кој е донесен на власт, зошто е донесен и што може да се очекува од него. Ние тоа го знаеме веднаш, но сепак имаше луѓе кои што не го знаеа, кои што подлегнаа на многу лаги и манипулации преходно, кои што не поверуваа во некои работи на кои што укажувавме и кои што едноставно имаа поинакви очекувања. Сепак, драги пријатели, ние овие 4 месеци помрачување што и се случи на Македонија, не ги оставивме да поминат така, да поминат во тагување, во жалење, во кукање или во нешто слично. Ние во овие 4 месеци, гледајки дека ова ново насадена власт, сосила донесена, залепена, нема долго да обстане, затоа што таа не е народна власт, затоа што народот не ја донесе и затоа што мнозинството народ не ја поддржува. А тоа ќе се види сега на 15 октомври. Ние веднаш седнавме и почнавме да работиме за новата ера која доаѓа по заминувањето на оваа влада, по заминувањето на оваа власт, по заминувањето на оваа коалиција која што вештачки се налепи, се донесе и сега изработува нешто што очигледно го ветила. Тие се уште веруваа дека без народ може да се владее. Затоа сега на 15 октомври ќе им се покаже дека народот е тој што дава власт во оваа земја и дека народот одлучува кој ќе ја води државата и на централно и на локално ниво. Драги пријатели, подготвивме документ наречен Нова ера. Нова ера која почнува по паѓањето на ова помрачување во Македонија. Нова ера за наредната декада, за наредната десетолетка, за наредните 10 години, откако ова помрачување ќе започне да заминува, а ќе започне да заминува на 15 октомври, на локалните избори, на кои што народот ќе го даде своето мислење и за градоначалници, и за советници, ама ќе го даде своето мислење и за помрачувањето, и за ова што и се случува на Македонија, и за рушењето на економијата, за незаконското работење на оваа така наречена нова влада, и за ова насилничко работење што таа го применува, цврсто убедена дека вечно ќе владее без народна волја, и за одењето против волјата на народот во сиот изминат период во овие 4 месеци. Дали тоа е со штетниот договор со Бугарија, со кој се откажа и од македонското малцинство, и од јазикот, и од историјата, и најавија менување на учебниците по историја, слушнавме и во кој правец. Дали од најавата
за тоа како ќе го решаваат проблемот со Грција и дека ќе го решаваат на ист начин како со Бугарија. Еве го веќе грчкиот министар за надворешни работи во интервју објави дека со неговиот колега од Македонија се договориле да ги менуваме учебниците по историја на ист начин како што сме се договориле со Бугарија. Им даде ли некој од вас согласно за тоа? Ве прашаа ли вас пред или после изборите дали се согласувате околните држави да не ги пишуваат учебниците по историја? Да ве чујам. Благодарам. Затоа, ова што го мислите сите, и сите граѓани, не само овие што се денеска тука, ја знам, дека ова го мислат најголемиот дел од граѓаните на Македонија и не се согласуваат други држави, околни држави да ни ги пишуваат учебниците по историја. Дека тоа ќе го кажат на 15 октомври. Ова е дел од помрачувањето кое што надвисна на Македонија и кое што само народот во Македонија може да го тргне. Драги пријатели, гледајќи што се случува, гледајќи дека ова нема да трае долго, затоа што каде и да се тргнало против волја на народот, кратко траело, гледајќи што планираат со донесување на мигранти, на 150.000 мигранти и нивно населување во време кога не можеме да обезбедиме работа за нашите граѓани, гледајќи како носат или се обидуваат да носат неуставни закони, гледајќи како својата неспособност, своето неработење, својата безиденост, своето рекетарско работење сакаат да го прикријат преку притисок на медиумите, преку притисок на судството, со давање над 15 кривични пријави на судиите кои што треба да судат, со притисок на администрацијата, со притисок на странските инвеститори за да не доаѓаат и газдите во новата влада да можат преку нивните фабрики да користат ефтина работна сила, гледајќи го помрачувањето што дојде, гледајќи каков притисок сака да направат и замагвување на се што се случува преку хајките и политичките прогони на нас што сега принудно не однесува во опозиција, велам принудно затоа што народот си го кажа своето, гледајќи што се случува и дека со тоа само го креваат ревутот кај народот и го потекнуваат дополнително на 15 октомври да покаже дека не се согласува со тоа и со тоа да започне тргањето на затемнувањето во Македонија, на замрачувањето. Драги пријатели, токму затоа, потикнати од тоа помрачување и од реакцијата на народот што секојдневно ја гледаме, седнавме и посветивме многу време на доаѓањето на новата ера, на доаѓањето на новата декада во која Македонија ќе оди напред, во која Македонија ќе се развива, во која ќе се отвораат нови работни места, во која ќе се нижат успеси, напредок, ќе јакне демократијата, ќе јакне образованието и здравствениот систем, ќе јакне екологијата и ќе се развиваме во секоја сфера на општеството и ќе се зацврстува државата, Република Македонија. Драги пријатели, тој нов документ се осврна на работи кои што најмногу ги засегаат граѓаните. Тој нов документ, подготвен од ВМРО ДПМН како Народна партија, како конзервативна партија, како граѓанска десница, отворена за сите македонци, но отворена и за другите етнички заедници, за албанците, за ромите, за турците, за власите, за бошњаците, за србите и за сите останати, за христијаните и за муслиманите. Партија која што се бори за доброто на секој граѓанин во Македонија. Партија која што знае што е она што најмногу ги тишти и што е она што најмногу ги загрижува и им создава проблеми на граѓаните. Партија која што покажа и коалиција која што покажа во минатиот период како се гради силна и цврста држава, како се бранат државни и национални интереси. Партија која што покажа во изминатиот период како се прави силна економија и се отвораат нови работни места. Како таква партија и како таква коалиција,
направивме стратегија за наредната декада. Декада во која што со оваа стратегија се планираат отворање на најмалку 150.000 нови работни места. Ние, оваа коалиција, кои што отворивме нови 173.000 работни места, кои што кога дојдовме во владата наследивме 560.000 вработени, а заминавме од владата со 732.000 вработени во Македонија. Значи 172.000 повеќе вработени отколку кога дојдовме во владата. Ние имаме кредибилитет да ветиме најмалку нови 150.000 работни места. Ние, кои што кога дојдовме во владата, наследивме невработеност од околу 40%. Оставивме невработеност околу 22%. Имаме кредибилитет да ветиме дека до крајот на наредната декада под водството на ВМРО и коалицијата за подобра Македонија, Македонија ќе биде под 10% невработеност. 6, 7 или 8 или 9, но под 10% невработеност. Како во повеќето развиени држави, каде секој што сака да се вработи и да заработува честно, ако тоа вистински го бара, ќе може да најде вработување. И покажавме дека знаеме како да го направиме тоа. Ние кои што во времето во кое што работевме, сериозно ја намаливме сиромаштијата во Македонија. Имаме кредибилитет во новата ера, во новата стратегија, да ветиме намалување на сиромаштијата за 3/4. Ние, кои што се грижевме за отворање на работни места, за укинување на визниот режим за младите, отворивме многу работни места, многу млади се вработија. Ги укинавме визите за патување низ Европа за секој млад човек и секој граѓани на Македонија да може слободно преку нискотарифните летови и преку безвизниот режим да отпатува каде сака. Ние имаме кредибилитет да ветиме и да реализираме дека невработеноста кај младите ќе се преполови до крајот на следната декада. Тоа е нашата заложба, тоа е нашето ветување за младите. Драги пријатели, ние како народна и конзервативна партија, како граѓанска десница, како партија заедно во коалиција со голем број над 20 други партии, во кои што има представници од сите етнички заедници и од сите вери. Ние градевме држава која ќе има шанса за секој граѓанин, независно на неговата етничка, верска или пак политичка ориентација. Ние и ќе продолжиме тоа да го правиме, да ја зацрстуваме државата, нејзината сувереност и нејзината иднина. А тоа ќе го правиме и преку стратегијата за образование. Преку стратегијата за образование со која што се планираат реформи во основното и средното образование со цел зголемување на квалитетот, пред се квалитетот на знаење и на креативните способности на младите луѓе. И да дојдеме во ситуација Република Македонија да влезе најпрвин во првата половина на листата на ПИЗа во делот на образование. А исто така, најмалку еден универзитет во Македонија да влезе во првите 200 по квалитет универзитети во светот, рангирани според Шанхајската листа, најреферентната листа за рангирање универзитети во светот. Драги пријатели, исто така, во новата декада, со новата ера, со новото утро, се образуваме и објаснуваме дека Македонија ќе продолжи да развива силно здравство, насочено кон пациентот.
Силно здравство како што тоа го правевме, со набавка на огромен број апарати и опрема за здравството. Да ве прашам, тука во Гостивар, знаете дека се реновираше болницата и се набави многу опрема и апарати за болницата. Да ве прашам, дали во овие 4 месеци помрачување се набави еден нов апарат за болницата во Гостивар? Тие апарати, драги пријатели, се наменети за сите граѓани, и за македонците, и за албанците, и за турците, и за ромите, и за власите, бошњаците, србите. Ние никого не делевме и никого не делиме. Ние се грижиме и ќе се грижиме за сите. Тие што работат, работа за сите. Тие што не работат, не работа за сите. Нема нови апарати ни за македонците, нема нови апарати ни за албанците, ни за турците, ни за ромите, ни за никој. Тој што го бива да помогне на сите. Тој кој не го бива, никој да не очекува од него ни помош, ни аер, ни нешто да заврши ни за него, ни за неговата општина, ни за неговиот град, ни за неговиот етникум, ни за неговата верска заедница, ни за неговата држава Република Македонија. Или те бива, или не те бива. Ова ново донесена власт, едноставно кажано со кратки зборови, не ја бива. И затоа ни дојде ова помрачување. Драги пријатели, со новата ера предвидуваме многу други нешта во делот на екологијата, во делот на здравството, во делот на социјалата. Вие знаете дека во времето на ВМРО ДПМН помошта за социјално ранливите категории речиси дупло се зголеми од тоа што беше преходно. Затоа, драги пријатели, ќе кажам една од поважните наши планови и стратегии за наредната декада. Ние наследивме држава со 3300 долари годишно по глава на жител приходи. Кога заминавме, таа беше околу 5000 и покрај тоа што имавме и економски кризи во светот и во Европа и политичка криза во Македонија. Во новата декада, со сето стекнато знаење и искуство, се планира Македонија да влезе во погорната група на класификацијата на Светска банка на приходи по глава на жител, во групата над 12.000 долари по глава на жител приходи годишно во просек. Тоа е 2,5 пати повеќе од колку сега. Тоа значи 2,5 пати во просек поголеми приходи за домакинствата во Македонија. Тоа значи 2,5 пати поголеми приходи во просек за работниците, за земјоделците, за социјалните, за луѓето што примаат социјална помош. 2,5 пати посилна економија. 2,5 пати повеќе можности за сите. Тоа е новата стратегија. Тоа е новото утро. Тоа е новата визија за Македонија. Тоа е ВМРО ДПМН и коалицијата за Македонија, за подобра Македонија. Драги пријатели, се осврнавме и на локално ниво. Ќе подсетам неколку работи. Има многу работи што ги направивме на локално ниво, но ќе подсетам за поважните. Овде во Гостивар се донесе една крупна странска инвестиција која ќе достигне до 3000 директни вработувања плюс индиректни. Овде во Гостивар, со реализирање на сите мерки, неразлични политики и мерки за отворање на нови работни места, не само ЛЕАР, туку и други, помали, мали и средни предпријатија, успеавме во последните 10 години да отвориме над 5600 нови работни места. Еве ќе ви кажам точни податоци. Во општина Гостивар, бројот на вработени лица во 2006 година изнесувал се на се 7400 вработени лица, а на крајот на 2016 изнесува над 13.000 вработени лица. Од 7400 на над 13.000 вработени лица. Драги пријатели, тоа не падна од воздух. Тоа не дојде случајно.
Што не се случи тоа порано. Што не се случи, например, од 2002 до 2006. И тогаш имаше и влада, и тогаш имаше и премиер, и тогаш имаше и министри, и тогаш имаше и министр за финанси, и министр за економија, и агенција за странски инвестиции, се имаше и тогаш. Ама немаше волја, немаше знаење, немаше жар. Жар да се бори за собствениот народ, жар да се бори за собствената држава, жар да им помогнеш на луѓето, да им помогнеш во тоа што им е најтешко, а тоа е да преживеат, да најдат работа, да заработат за живот, за себе, за своите семејства, да се зголемат платите. А платите се зголемуваат само кога се отвораат нови работни места и се намалува невработеноста. Само тогаш се зголемуваат платите. Нема друг начин. Се друго е вештачки. Се друго е една илузија. И се друго може да е само минорно. Најдобриот начин за зголемување на платите е наоѓање начин што повеќе инвеститори, домашни или странски, да отворат нови работни места. Овде во Гостивар, во делот на патната инфраструктура, се реконструираше регионалниот пат Тетово, Бравеница, Чегране, Гостивар, во должина од 16 километри. Инвестиција вредна 1.800.000 евра. Понатаму, се реконструира и локалните патишта железничка станица Старо Чајле, Турчане, Балиндол, патот од Патарината Гостивар до Клучката за Врапчиште, како и уште неколку локални патишта во околните населени места, како Дебреше, Долна, Ѓоновица, Србиново и дел од патот Церово-Сивница. Завршена е филтер станицата на системот за водоснабдување Гостивар, која е трајно решение за проблемот за обезбедување на квалитетна вода за пиење за околу 65.000 жители на градот Гостивар и населените места Равен, Здуње, Дебреше, Горна и Долна Бањица, Мердита, Балиндол и Беловиште. Проект вреден 2 милиони евра. Се грижевме, како што претходно кажав, и за унапредување на здравствената инфраструктура. Па така и го реконструиравме објектот на инфективното оделение и мачкиот одел на интерното оделение во болницата во Гостивар. Обновени се сите 4 лифта во болницата кои преходно не работеа. Набавивме нова медицинска опрема во вредност од 73 милиони денари, меѓу која и компјутерски томограф или популарно наречен компјутер. Набавивме и 2 нови амбулантни возила за итната медицинска помош во Гостивар. Изградивме и амбуланта во Калишта. Инвестиравме и во образовната инфраструктура во Гостивар. И се реновира повеќе училишта како Единство, Злате Дамјановски во Вруток, како и уште 6 други основни училишта во околните населени места. Се изврши реконструкција и на средното општинско училиште, гимназијата и средното економско училиште. Сите овие инвестиции се во вредност од над 70 милиони денари. Посветени на влогот во спортот и најмладите. Напоменувам дека изградивме спортска сала во основното училиште Исмаил Кемали Гостивар, како и фудбалско игралиште во населба Дутвок, со цел развој на спортскиот дух кај учениците. За најмладите вложивме во капацитети на нова детска градинка која е отворена во состав на средношколскиот дом во Гостивар. Извршена и целосна реконструкција со адаптација на конзерваторскиот центар. Целосно се заврши проектот за конзервација, санација и реставрација на саат кулата, како и низиното осветлување. Се реконструираше и фасадата на Бегова куќа. Сите овие ретки споменици на културата придонесуваат за развој и промоција на туризмот во Гостивар. Се направија и многу други проекти, нови или пак реконструкции. Се направи доста, но во новата ера ќе се продолжи со уште поголеми инвестиции, со уште поголеми дела, со уште поголеми проекти. Драги пријатели, како што преходно самата кандидатка Дафина Стојановска кажа, таа заедно со нејзиниот тим изработи програма за наредните 4 години во Гостивар. Да подсетам дека во време на ВМРО ДПМН започна и во тек е градба
на гасоводниот систем кој ќе донесе природен газ овдека во Гостивар, пошто ќе следи гасификација на општина Гостивар и на индустријата и на домакинствата, што ќе ги поевтини трошоците за енергија и ќе предонесе за почист воздух и животна средина. Во Гостивар продолжуваме со инвестирање во патната инфраструктура и планираме изградба на нов сообраќаен кружен тек на крајот од булеварот Браќа Гиновски на излезот од Гостивар со цел подобрување на безбедноста во сообраќајот. Во програмата во новата ера за Гостивар се предвидува и реконструкција на улиците Кеј Вардар, Павле Аврамовски, Мара Угринова, како и на улиците во населбите Млаки, Питарница, Цигуана и Дутлок. Ке се реконструираат и локалните патишта Вруток, Печково, Здуње, Лешница, се со цел Гостивар да прерасне во уреден и опремен град за сите гостиварчани и да биде град во кој ќе се споделуваат заеднички вредности, без разлика на верска, политичка или национална определба. Ветуваме изградба на канализацијска мрежа во населба Млаки. Оваа населба е веќе дел од Гостивар и овој проект е особено важен за жителите на ова населено место. Со новата програма на кандидатот за градоначалник Дафина Стојановска и ВМРО ДПМН, како и советничката листа на ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија, ќе продолжиме и со попучувањето на улиците и тротоарите во Гостивар и во сите населени места, со цел подобрување на безбедноста во сообраќајот и квалитетот на животот на граѓаните, како и подобрување на инфраструктурното уредување на руралните подрачја. Комплетно ќе се уреди просторот околу реката Вардар, кој минува низ градот, за истата да добие нов лик. Ова е со цел Гостивар да добие подобро уредено централно градско подрачје со цел со што после 4 години ќе стане град во кој во духот на меѓуетничкиот соживот, меѓусебната почит и толеранција, ќе се креираат уште повеќе можности за просперитет. Исто така ќе го уредиме и коритото, и кеот, и на истиот ќе се направат посебни велосипедски патеки, осветвување и одредени места ќе има и качиња за најмладите. Ќе се реконструира спортската сала во Средното економско училиште во Гостивар и спортската сала во Средно техничкото училиште во Гостивар, со цел да се унапредни училиштиот спорт, како и да се поттикнат здравите навики кај младите и кај учениците. Се ветува исто така во оваа нова програма за Гостивар уште една нова детска градинка во Гостивар со вкупен капацитет за 300 дечиња. Со овој проект ќе биде решен недостигот од места во детските градинки во Гостивар. Во Гостивар се предвидува и изградба на центар за селекција и рециклирање на отпад, со цел адекватно разградување на отпадниот материјал и намалување на загадувањето и зачувување на животната средина. Се ветува изградба на стационар за кучиња, скитници и дислокација на депонијата Русино. Ова е голем проблем во моментот за гостиварчини, јас тоа го знам и треба и важно е да се изнеде решение. Се планираат уште многу други проекти. И затоа, драги пријатели, исклучително важно е на 15 октомври сите да искочат со масовна поддршка на оваа програма. Да започне новата ера во Гостивар. Да започне новото утро во Гостивар. Со поддршка од сите гостиварчани, од македонците, од албанците, од турците, од ромите, власите, бошњаците, србите и останатите, на Дафина Стојановска и на советничката листа на ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија. За да започне крајот на ова помрачување, за да започне крајот на помрачувањето во економијата. Ветува дека ќе имаме по 500 евра просечна плата за сите. Да ве прашам, имаме ли просечна плата од 500 евра секој граѓанин? Нема такво нешто. И нема да има додека ова помрачување. Ветуваа ќе растат пензиите. Тука видов и се поздравив со многу пензионери. Да прашам, драги пензионери, дали ги имавте покачување на пензиите оваа година? Немавте. Да прашам,
за младите. Ветува дека ќе има проект Младинска гаранција и штом ќе се заврши универзитет, најкасно за 6 месеци ќе се добие вработување. Има ли некој млад тука што ја почувствува оваа Младинска гаранција? Да чујам. Нема такво нешто. Благодарам. Драги пријатели, почна пат на индустријското производство. Дојде до пат по подолго време и на прометот на индустријата. Девизните резерви галопирачки опаднаа за 172 милиони евра. Се запреа градежните проекти во Македонија. Крупните градежни проекти застанаа. Автопатите, клиничките центри, училишта, градинки, се запреа. Одинает, зошто тоа го почнало ВМРО, од завист, од безидејност, од желба својата неспособност да ја представат како способност по 2-3 години која ќе ги продолжат. Драги пријатели, најавија зголемување на даноците. По долго време, по 11 години, откако Македонија е држава со најниски даноци во светот, најавуваа зголемување на даноците. Епа ние во нашата нова ера, во нашата нова стратегија, предвидуваме повторно Македонија да биде со најниски даноци во светот. Драги пријатели, затоа велиме на 15 октомври имаме градоначалнички и советнички избори, но истовремено тоа не се само избори за градоначалници и советници, туку многу повеќе од тоа. На нашата татковина, како никогаш досега и се потребни докажани луѓе, исправени сме пред голема историска одлука за еднината на нашата земја. Доведени се во прашање нашата економија, нашиот идентитет, нашата култура, јазик и држава. На 15 октомври, на локалните избори, гласајте за луѓе чии постигнати резултати и чие што борбеност, креативност, грижа, секојдневно ја гледаме. Гласајте за луѓе за кои знаете дека постојано работеле и во иднина ќе продолжат да работат за доброто, за заедничкото добро на сите. Луѓе кои ги исполнуваат изборните ветувања, веруваат во правда, не бегаат од одговорност и учат од сопствените грешки. За луѓе кои веруваат во народот и во неговите способности. Гласете за кандидатите на ВМРО, ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија, за да продолжиме заеднички да ја градиме нашата заедничка иднина во Македонија. Да продолжиме да градиме општество во кое сите ќе живееме во слога и мир, без поделби и омрази, во меѓусебна почит на сите граѓани, на македонците, на албанците, на ромите, на турците, власите, бошњаците, србите, на сите останати. Да ги зачуваме нашите заеднички вредности и да ги почитуваме правата и потребите на сите граѓани поединечно. Обединети да ги надминиме предизвиците со кои се соочува нашата држава и да ја зачуваме заедничката цел, а таа заедничка цел се вика Македонија. Од сите нас зависи во каква Македонија сакаме да живееме и во каква Македонија ќе живееме. Нашата работа секогаш ќе биде посветена на вас и на Република Македонија. Секогаш ќе работиме на подобро утре и секогаш ќе се грижиме за нашата заедничка Македонија. Со нас нема празни зборови и општи апстрактни фрази. Туку има работа и исполнување на ветеното. Заради сето ова, на овие избори велиме гордо и јасно: секогаш работа, секогаш Македонија. Шансата за ова е на 15 октомври, со пенкалото во рака, масовно и со главата горе. Да одбереме работа, да одбереме економија, посилна економија, растечка економија и отворање на илјадници, односно 150.000 нови работни места. И секогаш да сме на страната на Македонија и интересите на народот во неа. Секогаш работа, секогаш Македонија. Да сте живи и здрави. Да живее Македонија.
Да живее ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија. Да живее Гостивар и Гостиваршани. Да живее Република Македонија. Да сте живи и здрави. Ви благодарам.